Во тема на денот вечерва разговарам со Милан Петковски од Македонското здружение за заштита при работа. Милан, добро вечер, добре дојде во дневникот на Сител. Добро вечер, Славица. Благодарам. Неодамна вашето здружение заедно со Институтот за јавно здравје објави една методологија со која може да се пресмета кои работници во кои сектори се во најголем ризик од зараза со COVID-19. Оно што вака на прв поглед и лаици би можеле да предпоставате дека тоа се здравствените работници, но може ли да се пресмета во колкав ризик се останатите вработени во други сектори? Секако дека може, но може ли да го вратаме јас прашање во еден чекор дан назад? Може секако. А тоа е дека секој од нас има право на безбедно и на здраво работно место. Всушност тоа ни е гарантирано на нас и со уставот на Македонија, ни е гарантирано со Законот за безбедност и здравје при работа и врз основа на тоа секој работодавач има законска обврска да го процени ризикот на работното место за сите вработени. Сега, бидејќи имаме нова штетност, а таа е биолошка, SARS-CoV-2, која го предизвикува COVID-19, сите работодавачи имаат обврска да ги ажурираат тие проценки на ризик кои предпоставувам дека веќе ги имаат направено, бидејќи законска обврска е некаде до 2007 година. Во целиот овој период, она што го слушавме во континуитет е дека се издаваа одредени уредби, се издаваа одредени смерници, но повеќето од работодавачите, повеќето од работниците всушност не знаа како да постапат. Најчесто сето почнуваше и завршуваше со оно што треба да биде последниот чекор, а тоа е издавање на оние така наречени лични заштитни средства, мада според професионалците од областта на заштита при работа, издавањето на маска не е лично заштитно средство, него е хигиенска маска. Да, би сакала и подоцна да објасниме што е во тој случај лична заштитна опрема на работното место. Врз основа на ова се сведуваше на тоа некое свето тројство, држи дистанца, користи хемикалија и користи маска, за всушност да не се заразиш. Ние, увидувајќи дека мноштво од вработените, но секако мноштво и од работодавачите се во некоја си состојба на недоволни и непроверени информации, решивме да пристапиме да им овозможиме таква една информација, тоест такви едни информации насочени, навремени и правонаменски, поточно за конкретните индустрии, за конкретните работодавачи, и како прв чекор беше да го формираме тој епикови центар заедно со Институтот за јавно здравје. Еден од првите производи беше оваа проценка, оваа методологија која ја посочивме, која е базирана врз основа на оние постојните методологии кои ги користат стручните лица по безбедност и здравје при работа и е надополнета со еден новитет, а тоа е така наречениот ковид возраст. Да, ќе ми објасните за ковид возраста, малку да се задржиме околу тоа кои освен лекарите во моментов се во најсериозен ризик од работниците, бидејќи еве денеска навистина актуелно и породилното продолжено беше прекинато и оние лица со хронични болести кои не добија потврди од специјалист од утрово се на своите работни места, што покажува оваа методологија, кој е изложен најмногу на ризик? Сите оние кои имаат чести контакти со потенцијални носители на SARS-CoV-2 се сите оние кои се изложени на можноста да се заразат со Но еднаков ли е ризикот, например, за мене како новинар со можеби некој кој што е вработен во супермаркет? Исто ли е? Ајде да тргнеме на обратно. Дали вие сте сигурни дека јас не сум носител на SARS-CoV-2? Не, секако дека. Не. Дали сте сигурни Мериме дека температура на влезот, но тоа секако дека не е основниот. Дали некој од камерманите кои се тука не си или со работниците со кои секојдневно комуницирате? Не, работата е всушност се обидуваме преку оваа методологија да им помогнеме точно и на работниците, но и на работодавачите. Да всушност детерминираат кои се тие првенствено работни места кои се со најголем ризик, а тоа се оние кои што се со голема веројатност да бидат изложени на некои носители на вирусот и врз основа на својата здравствена состојба, поточно на претходните заболувања, коморбидитети, делови, да кажеме, на прележани болести, здравствени состојби, да ја пресметаме нивната вистинска ковид возраст. Така. Во контекст на професиите кои се во ризик, училиштата се пред отварање, градинките веќе почнаа да функционираат и веќе видовме први кластери во рамки на градинките, во една градинка во Струмица. Спаѓаат ли сега во оние лица кои што се со поголема веројатност да дојдат во контакт со заразено лица и вработените во образованието и грижата
за деца, негователките и наставниците. Па секако ова само единицата човек сега во оваа ситуација помножете го со бројот на контакти кои ги има во текот на денот и тоа аплицирајте го да кажеме по едно 4-членно семејство, ќе видите врз основа на математичка прогресија со колкава е веројатноста на пример конкретниот работник да биде изложен на SARS-CoV-2. Но видете, она што се обидуваме да го направиме е не да дојдеме во ситуација да ја кренеме и така би рекол високото ниво на психоза која постои. Се обидуваме самата оваа биолошка штетност да ја победуваме со информации навремени. Значи, кога ви набројува всушност како ја свртевме целата таа заштитарска пирамида и дојдовме во ситуација дека првото оружје е маската, а последното е да кажеме инженерскиот пристап, доаѓаме во ситуација дека навистина работодавачите кои се спремни во вакви исклучително тешки ситуации да излезат во пресред, доаѓаат во ситуација дека не знаат што треба да направат. И доаѓаме во ситуација дека растојанието кое јас и вие треба да го држиме според прописите е 1 метар. А сите знаат дека треба да биде 2 метри. Бидејќи ево ќе го земам в предвид дека е ова на работно место, така? Да. На продавниците ќе видите дека пишува 2 метри. Во одредени правилници или уредби пишува дека е 1,5 метар. И така натаму. Ние се обидуваме со конкретни информации, со конкретни нападствија. И на работниците и на работодавачите практично. За да ме сватите пластично што значи тоа. Ако на еден работодавач му укажам дека всушност воздухот кој се наоѓа во конкретна просторија треба да го измени, заради тоа што сме двајца тројца кои во текот на еден час трошиме 40 литри воздух, значи математички би требало да направиме да размената воздух биде да кажеме 200 литри. Во тие 200 литри да дојдеме во ситуација да филтрите кои ќе бидат инсталирани на разменувачките кутии да бидат конкретно со HEPA филтри и сега додека го зборам ова половина од гледачите дека чекаат зашто зборува овој сега. Не сакам да биде тоа, него сакам да јас нешто. Да, не сакам да биде сакам да биде конкретно информацијата е достапна. Ова истото го упатувавме и до владата и до министерствата. Ги упатувавме информациите дека постојат стручни лица во земјава кои се занимаваат со безбедност и здравје при работа, поточно создавање на таа превентивна култура. А сега мислам ако не постоеше многу свесност до пред некое време, мислам дека сега сега нема човек што не вика. Психоза и страф, паника, дека станува навистина значајна тема и добро да се искористи додека вниманието на јавноста е свртено кон тоа. Сакам да ве прашам за она што и самиот го споминавте, ковид возраст. Што значи тоа ковид возраст? Ако почнам да објаснувам како што тргнам за размената на воздушна маса, веројатно повторно ќе го изгубиме фокусот. Ајде да се земам себе за пример. Ајде, може ли да ми 49 години. Добра. Така. Тоа е вашата ковид возраст? Не, таа е мојата реална возраст. Таа е вашата реална. Да. Која ќе биде вашата ковид возраст? Јас заради состојбите, здравствените состојби кои да претпоставиме ги имам, се гледа дека го пополнуваме екранот. Од друга страна, може би, да кажеме, имам некои си предиспозиции, дека имам некое хронично заболување. Автоматски доаѓам во некоја си ковид возраст на 63 години. Тоа ме става во ситуација да бидам во некоја си умерен ризик. Дека доколку се заразам со SARS-CoV-2, јас можно е асимптоматски да поминам, но можно е и да развијам благи симптоми на болест. Сега, доколку имам, да кажеме, дури и шекерна болест, автоматски мојата возраст од 63 ќе се зголеми, да кажеме, на 85 години. Имам 49, но со овие симптоми, со овие мои здравствени, да кажеме, состојби, ќе развием 85. Тоа ме става во високо ризична група, каде што, доколку се заразам со SARS-CoV-2, постои голема можност јас, всушност, да завршам со смрт. Затоа, имајќи оваа информација, работодавачот може, доколку има 5 извршители, да кажеме, на пулт, во некоја банка, и ги има состојбите, Славица, ги има вработените извршителите, Славица, Милан, Фатмир и така натаму. И ги има пред себе нивните ковид возрасти, може да рече дека Милан ќе го оставиме, но, да кажеме, Славица ќе ја повлечеме назад, кај што ќе го ограничиме бројот на контакти, затоа што клучно за да се заразите е всушност контактите кои ги имате со потенцијалните носители на вирусот. На секој лице може да му се одреди
таа На секоја ковид лице. возраст. Кои Да. се оние клучни вака фактори кои додаваат најмногу на возраста? Бидејќи ги слушаме здравствените власти говорат за тие коморбидитети, така предпоставувам дека се сведува на истото. Практично тие коморбидитети додаваат на возраста, односно зголемуваат ковид возраста на еден Така, човек. ќе си земам сега, ќе отстапам од инженерството и ќе влезам во делот на медицината, со сета должна почет дека ќе сгрешам нешто. Но, одредени хронични заболувања, како што се, да кажеме, го напомнав шеќерната болест, болестите, да кажеме, на хепарот, болести поврзани со автоимуни заболувања, делот, например, кој се однесува на, да речеме, канцер, на рак и така натаму. Значи, состојби кои во голема мера однапред го нарушуваат или го предизвикуваат одбранбениот систем на нашето тело. Допринесуваат да во ситуација кога ќе биде заразен конкретната единица, конкретниот работник, да биде изложен на вирусот, да развие многу полоши форми на COVID-19 кои можат да настапат со смрт. Затоа ние се обидуваме, за да го спречиме тоа, се обидуваме да го пресметаме овој дел, да дојдеме во ситуација овде да се разбереме, инженерите не го прават тоа, него го правиме со Институтот за јавно здравје, така го правиме со лекарите по медицина на труд, кои овде имаат клучната улога. За да ме разберете, дури и сега во оваа состојба која имаме денеска, каде што се повикуваат сите вработени, после одреден временски период, да речеме некои не биле ниту 6 месеци на работа. Значи, задолжително според Законот за заштита при работа, тоест безбедност и здравје при работа, мора да бидат упатени на насочени прегледи. Затоа што не се знае што се случувало во тој меѓу период од 6 месеци. Доколку некој всушност бил заболен од SARS-CoV-2 и ја развил COVID-19 или само асимптоматски поминал, повторно е потребно да оди на прегледи. Заради тоа што таа информација му е клучна на работодавачот. Затоа што, видете, една од првите работи кои ја апелираат лекарите е дека всушност се намалува капацитетот на белодробието. Ако некого го имаме, да кажеме, кој работи на инсталација на антенски системи и треба да се качува, да кажеме, 40 метри во висина, тој не може ниту на првите 10 скали да се качи, ако всушност му е намален капацитетот на белодробието. Ние ако го тераме да се качи, ние всушност го тераме со сигурност да се случи повреда, дури да има фатални последици. Милан, ги упатувам нашите гледачи после овој разговор, овој документ, оваа формула ќе биде не само на вашиот сайт, ќе биде објавени на citel.com.mk. Се надам дека и работниците и работодавачите ќе може да се информираат и да ги применат овие пракси. Само ако може да последен збор. Имате веќе за работодавачите, посебно апелирам, ги имате на ангажирано стручните лица за безбедност и здравје при работа. Ги имате лекарите по медицина на труд. Искористете ги. Искористете ги. Ова е правиот момент. Ова е правиот момент да добиете вистински информации на право место потврдени. Милан Петковски во тема на денот. Благодарам за гостување.